Сата иначе 3:20 сега. Бродот, слегав од бродот кај тоа. Осеќам дека и таа ќе види затворена, меѓутоа пустината Сахара, Алпите, Грузија, во Ерменија, во Кападокија. Јас сум Ташето и ова се моите патувања. Здраво на сите, не знам колку ме слушате. Сега оре лизга овде. Како ми лизгат. Не сте свесни чизмите како ми лизгат. Овде дали му е водено, дали му е тазе подмачкувано, не знам што е работата долу. Нова рапава, барам ќе ќе слегува. Здраво на сите, иначе добре дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со Ташето. Да излезам еднаш од бродот, јас ќе ви кажам малку поќе. Треба и да се наместам, не сум во наместење, наврев само кад цигата. Овде и вода има, што е со вода. И стапнувам во Италија. Овие се чекат сега или се чекаме нешто? Лево, никој во десно. Јас за Рома ваljda одам. Морам да застанам. Јас мислев ќе има негде да застанам подобро место, ано Рома автопат ваljda кон ваму ќе треба да одам. Ареја комерцијале. Еве уште еден има застанат кон мене. Ќе морам на брзина GPS да наместам се. Ја вие се не сум само јас застанат. Не спуштив офлайн мапи, нек не ја си пуштам хотспот. Локацијата ми ја нема уште најдено. Океј, добро. Бари. Бари Италија. Се бара најдобра маршрута. Ајде назад ќе вртиме. Дали одма тука? Ја вие назад се враќат. Ирони. Овде други застанати лево двајца. Или го сгрешав. Шо има толку личина па и овде направиле? На улица напред само право.
да излезеш од тука и после цел лавиринт. И завршив јас со паузичето, не знам в темници искрено колку гледате. Тргнувам се изназеав, иначе не сум многу спан. Тргнувам сега од тука ќе видите текија покрај Рим поминувам и се упатувам кон Бари, значи ќе возам исклучиво автопат денеска. Не сум многу спан за друга и ќе фати после жешкото, само ќе се измачувам. Имам од тука до Бари 500 км, значи 5,5 часа ми вади Google Maps-от. Односно со паузи ќе биде 8-9 сати, планирам почесто паузи да правам за да изгубам повеќе време, бидејќи ќе треба секако да чекам таму на пристаниште, значи трактите во 10 тргат, качувањето во 7 сатот, така да со старе темно оде па жива душа нема. Сато иначе 3:20 сега, бродот, слегав од бродот кај 2 и нешто јас дури, иако 12,5 требаше да стигне бродот, такво беше распоредот. Меѓутоа тоа е доцни што доцни. Сношти се качивме касно, нели се истуширав, легнав негде кај 3,5 сато, станав кај 9 сато и ми се спиеше, веќе сонцето беше излезено, кабината ми беше осветлена и шесторе мотори паркирани на улица. И веќе станав, после не можев да заспијам. Само плюс не можеше да правам, само кола, нешто кафе и напиев еден куп и затоа не ми се спиеше. Иначе возењето беше 24 сати, значи некаде 25, буквално како што пишеше. И беше убаво искуство, морам да признам, значи прво бродот, лани например тракти кога користев, ја користев компанијата ГНВ. А сега овај од Грималди бродот, значи беше многу помодерен, полуксузен, можам да речам, и поопремен. И имаше и најгоре базен. Иначе, еден куп, не знам дали ви кажав, српски автобуси дојде едно време, тие беа од Rhapsody Travel агенцијата за патување и беа сите деца матуранти нешто. И буквално 1200 луѓе биле, значи 90% од луѓето беа тие децата на автобусот. Значи од сабајле до вечер покрај тој возено музика, диџеј имаа српски песни, се пуштаа, беше веселење, стварно убаво беше, се гледаше. 1200, 800 биле од Србија, 400 биле од Босна, така некако поделени. И беше многу јако забавно. Возењето беше пријатно, значи буквално претежно денски беше возењето, мислам 24 сати, ако ќе видите колку ше долг ден имало ден. Меѓутоа сепак ете легнавме сите скоро, мислам дека не знам, барем јас легнав вечер, и савалето станав и после веќе цел ден беше прекраснувало, заради сонцето го видовме. Бродо помина и покрај Корзика и покрај Сардинија, така да исто така се ги видовме одблиску и Корзика и Сардинија. Мрежа немав, нормално отворено море, сега затоа и останав толку, враќав на пораќе едно друго. Друго, што да ви кажам, гледав иначе за мрежа спомнав, за траектите што се од Бари до Драч, сега баш гледав понуди за интернет, за Wi-Fi. Значи, 1 гигабайт Wi-Fi се продаваше за $15. 2 гига беа негде $22-3, значи во секој случај прескапа 2-3 гига, окей, добро се, доволно се, меѓутоа за така да пишите на некој да кажете како сте, што сте, до кај сте, меѓутоа реално за времето да го пополните на трек со скролање на телефон или гледање филмови воопшто не се доволно. Живо филен има овде по улиците. Ова е уште чивите такие. И како името да му го научам, не знам уште дали така се читаше. Друго што да ви кажам за траектот, преги еден куп работи ми текне, дори чекавме, ама ми се смаче, дори чекавме, пошто пак за да слезиме од бродот, значи кај моторите чекавме барем еден сат сигурно. Па тоа, мислам дека покрив све. Треба се ќе заставам негде бензин да турам, не дека немам, имам за уште барем 100 км сигурно. Меѓутоа ќе направам една пауза, ќе пијам едно кафе. Друго што ќе направам, плюс ќе нема, ако ми светни црвено се стресирам за джаве. После пак ќе турам во Бари од причина што
Во Албанија ќе не можам за со картичка да платам да најдам бензинска. Така да ќе си турам во Италија да имам за до Македонија. Фактички сега вечер. Да, утре вечер. Се качувам на трајектот за Драч и утре ми е, односно што сме денеска, 1 јуни сме сега веќе 4 сата. 3,5. Значи не втори, да. И утре фактички ќе влезам во Македонија, Боже здраве, ќе се вратам назад. Свежичко, иначе времето, играчите ќе си ги пуштам сега да ви кажем право. Јако многу ми свети таблата на бело. Ја го јува од играчите, зарачките свети. Имам јас за 2 километри за вртување, свежичко е времето, меѓутоа искрено паварно вакво, отколку да жежи пекол да е. И затоа ќе гледам повеќе да извозам, тока 11 сата сам ќе гледам време да губам искрено. Ако жежи, пак, ако не направам ни една пауза, во 8,5 са бајли ќе стигнам бари со паузи, 12 нека ги правам многу големи, нека ги правам паузите. Пак имам многу чекање, меѓутоа тоа е другата опција. Ако не го фатев трајектот од Барселона за Италија, беше да возам само автопати 3 дена, негде може и 4 исклучиво само автопати. Пожештината не беше многу добра опција и то, така да вака со трајектот сепак скратив. Друго е 24 сати да патувате, друго е 3 дена. И со тама, најте, поседав покрај плажа 3 дена, таму 4 дена, 3 ноќи и видов и то како и досадно ви кажам, сам јас не знам, обично не ќам така да седам еден ден да одморам, меѓутоа ако не запознаете никој на турава, посебно никој не запознам, значи дури вчера во Санецот, лани например Арменија, Грузија, Ковев, Турција, секој ден луѓе запознавав нови, прејако ми беше. Но тоа треба да се види овај дел од светот, што се вика, да знаете, да направите споредба, после да знаете кај се пронаѓате, кај не се пронаѓате, каков тип на патување ве влече, каков тип на патување не ве влече и слично. Не знам сега по пат дали да ви снимам, темница се не знам ни колку ме гледате, јас се снимам вака, меѓутоа не знам колку ќе се гледа после. Но тоа е, на колку е сега 3,5, сега не знам сонцето тука колку изгрева, 6 нека, веќе ќе видам на автопат. Ќе ви снимам некои кадри, поноќе кратки, па после сега ќе се разделим, ќе се гледа повеќе. Под палтово, значи го изводов вчера и тоа за дожд се ми беше, иако скоро цела тура ја направив со слојот за дожд под палтово за секој случај. Не го изводов ради во трајектот да не се потам. Меѓутоа сега свежичко ми малце да беше и тоа да го носев, па друго ќе беше. Значи ова имам со косирака блуза само буквално и тоа е се. Иначе исто такова ми е прво возење со моторов по ноќе, истовремено ми е општо прво возење со мотор по ноќе. Имам јас кратко возење, например Туниско стигнав, тоа беше 20 минути, например 25. Сега буквално пола врезаш Иванове, сега буквално пола возење ќе ми биди по ноќе. Сега тука ќе треба картичка да земам од батарината. Карте, кешовина. Не е кешовина на десно или кешовина. Јас карте сакам да земам, Веле ќе треба го свиткам, после ќе нема да ми го чита потом. Ќе го пикнам во внатрешниот джип, да ќе го собери цел. Benvenuti. Avvicinare la carta al lettore contactless. Ove da platame само. Avvicinare la carta al lettore contactless. Validazione in corso. Restare in attesa. Ајде да видим дали фати. Да. Обично прв пат Италија вака патари не плаќам, обично карта земате и после кога ќе се исклучите од автопатот, кога ќе плаќате како што е Србија. Некако многу ми се збора денес, ама не ми текнува што да кажам толку, некако помалак сум су. А прега, значи дори чекав 1000 работи ми текна, реков зова да кажам, зова да ви кажам. Ај може сега дори возам ќе ми текнат, па после на следното застанување ќе ви ги кажам. Сега започнува автопатот. И само 10 километри потом ареа сервицио, односно зона за одморање и има камиони. Мене што ми треба сега, бензин или кафе или двете.
отвори и двете. Да не му е затворено. Затворено изгледа спе. Да. Тоа е тоа. Одиме понатаму. Сега да видам кај треба да одам, на кој од овие. Сам дека беше на карте. Да, ама изгледа нема да и ова со земање на карта, туку и ова ќе би изгледа со титкање на картичка за да платите, да, ко претходното. Иначе има уште една област за одморање сега со бензинска, една друга. Осеќам дека и таа ќе види затворена, меѓутоа ќе си ја пробам среќата, ќе застанам јас во секој случај да си го облечам термалното слојче морам и на раквиците зимски ќе си ги облечам исто така. Маглата е како ситен дожд да врни и ми ја да наваде надори кацигата. Ќе застанам, јас ќе морам, не е за возење вако магловито влажно плюс. Така гледам светот кам јаниве, дали може би тоа ќе значи дека работи бензинска. Еј, да работи изгледа, одлично. Бензина Рон 100, Рон 95. Селф-сервис е джава. Хо-хо. Кеш не зема ја, мора пак картичка. Селф-сервис, пагамин касар, кој да знам што значи, вајда не работи. И турив гориво, јас испадна дека всушност требало човекот да прицни нешто таму за да можем јас да турам. Иначе исто така поседив па 1,5 сат, да бе 1,5 сат. Значи сега е 6:10, поседив, не се возеше, стварно многу студеше, магла имаше. И то влажна магла, значи како врна да бе буквално беше. И мора да застанам, почекав сега сонцето ве го изгреа, се затопли одма, маглата се крена, значи многу се намале. Сега одвај чекам убаво да спекни сонцето, топлина да ме облеј. Си ги кладов иначе на раквиците зимски, си ги пуштам, свирнав погрешка, да си ги пуштам играчите сега пак и да терам. Дојде време да излезам јас од автопадот и се надевам ќе можам со картичка да ја платам карта, да би требало. Има и вработена, така одлично. О, како ми се спие, да знаете, преќе дори чекам да бензинска на кревет, си замислував подолжа тој кревет од кабината што ми беше во брово. Хело. Значи сега си ја земаме картава. Пиши биглието. Биглието значи тикет на италијански. Веројатно. Ќе треба да го погодите. Introdurre il denaro o la testa. Avvicinare la carta al lettore o introdurre. Prego attendere. Validazione carta in corso. Добро. Carta validata con successo. Пиши кредит. Arrivederci. И
и толку брзо лесно. Сега веќе ги знам овие, меѓутоа на почетокот додека да ги научите, знаат да бидат малку зафркнати. Јас сакам да видам сега дали ќе немам пак автопат или ова е пуста за да се префрлам на друг автопат во сењето по овој пат. И знаците што викат. Но требало би барем да е возење право место каде што ќе може брзо да се вози. Некако се заоблаче многу. Се надевам нема врње, иначе сакам и негде пауза да направам свежно малце. Цело време планирав да оставам на тие области за одмор што се бензински кафичи, шимати кафено да пијам. Меѓутоа не планирав дека ќе слезам од автопатот. Така да сега малце плано ќе биде прилагоден соодвет. Сега ќе поминам низ некои населени места, изгледа и низ тие населени места ќе побарам некој кафич, нешто каде што ќе можам да што да седнам 9 без 10 сатот. Јас заборев дали работи нешто во време. Ќе застанам токму тука. Чака, назад ќе оставам поќе простор да не некој друг сака да застане, да може да закочи. Што сепак овде ще се дозволено некој за колку, ама так треба растојание за кочење. Опа! Ова си стегна. И сонце малце да се притоплам. И јас конечно се приклучив на автопатот, сега одма ќе застанам да турам, треба и бензин. Ќе се напијам тука и кафе, да ви кажем искрено. Ќе направам една добра пауза. Кај ќе го паркирам моторот, како ќе турам бензин. Вајде тука во забрането. О, 2,2 евро литрот. 11 кила собора. А? Карта? Кеш? Кеш, окей. Момент. 26. Абе. Maybe I won't have a euro. Va bene, va bene. Okay, thank you. 4 центи однив гратис. Ете, така гориво турив. Полека, сега можам да продолжам со возење до бар. Имам од тука 170 км според Google Maps, со сат и 50 минути, сатот 11 ќе застанам сигурно, попат нема да се брзам, така да ќе фати повеќе од 2 часа. И јас пристигнав во градот Бари, значи еден приморски град во Италија кој се наоѓа на брегот на Јадранското море. Сега прво нешто ќе барам за јадење да јадам, нема да му на пристаниште, иако тука нормално во близина ќе бидам, знам имаше пицери такви работи кои е последно, меѓутоа проблем имаше со барем една, мислам дека прашавме тогаш. А дори после 7 пици бра, иако беше отворена пицеријата од порано, пици после 7 почнувале да
Така да веројатно денески не јадат пици луѓето. Се надевам дека нешто ќе најдам, ако не бургерджилница барем, да јадам со пržено пилешко еден хамбургер. Тоест тоа веќе не е, тоа веќе не е хамбургер, туку е чикен бургер. Иначе од Бари до Драч, Албанија има буквално секој ден проекти од повеќе компании, не само од една, мислам дека од ВБА, Адрија Ферис и како се викаш уште едната, не знам. За двете компании за сите тргнувања се во 10 сата, во Драч пристигнуваат во 8 сата, односно барем тоа е распоредот. Сега од искуство знам дека знаат да каснат. Значи кога одев првиот пат од Драч за Бари, 2,5 сати каснеше тргнувањето, така да... Ама сепак на крај точно стигна. Така да не знам што да ви речем, меѓутоа тоа е распоредо. Пред 2 сати негде чекин треба да се направи, може би 3 да не беше. Поминувате пасошка контрола, тој ќе го видите процесот сега, јас ќе го поминам. Но прво да најдам за јадење и додека чекам да ми го направат јадењето, да си купам карта, уште немам за тректот карта купено. Два има долги камиони. Јас сум трет, а не гледам улицата за преминување. Жежи доста, значи не е можно колкава разлика има меѓу ноќта и дента, значи ноќта каменлано, дента пекложишко. Еве цена за паркинг нешто од 8,5 до 10 сата, тарифа ѓорналиера 5 евро, дневна, демек треба да е дневна, не е некој место в центар па да е сатот толку. Сега тука негде имаше како на Селбич едно со пицеривчиња, ресторантчиња. Шо едно купче ќе завртам. Наслепо возам така. Ако не прво да се напијам нешто, па ќе барам додека пијам, ќе барам за јадење. Еве го пред мене и Јадранското море веќе го гледаме. А онде има нешто како кафич, полно е. Ове паркирани се колона има. Антика. И еве тука јадење прати сега. Ресторант пише пак пише. Онде ми се венди со пој. Е сега оваа чутете, ама мислам дека е едносмерно. Не кажувајте. Нема многу коли, мислам дека можем да го направам ова нешто. А може би не е, овде има знак за едносмерност, така да може и не е. Јадав јас тука пица, му порачвам на италијански, значи специфично, за најточно да биде. Значи му викам моцарела, саламе, пиканте и функи. Односно кашкавал, кулен и печурки. По само неколку минути човекот ми вика готова ти пицата, гледам, не изгледа како кулен да има. Викам саламе пиканте? Не, вика, нема. Ако ми вика нешто да ме ако ќе, јас многу ми се јадеше, гладен бев и само ќе му реков уживај. Нешто ми ја даде со како нарезак имаше наместо кулен. Ама не знам точно што беше. Не беше сјајна, а со кулен ќе беше по-убава, ама тоа е, ајде. Сега тука треба
На кружниот лево. Сега иначе одам кај што е канцеларијата на фери компанијата со ГНВ, сега ќе одам да се чекирам, меѓутоа таа во 5 отвора, во меѓувреме има еден кафич, таму ќе поседам во тој кафичот, ќе пијам кафе нешто и би требало да помени времето, пак немам толку време за чекање, сега е 3 без 25 сато, во 5 отвора се чекирам, во 6 веќе ќе можеме да почнеме, мислам, на пасачка контрола поминиме, да се наредиме за качување во бродо и во 7 сато да се качиме во бродо. Свет на зелено. Тука мислам дека само поминувавме. И некаде лево завртувавме, но не знам кај беше потаму. Тука беше лево негде. На кружниот овој. Да. Има еден автобус, гледам, чека веќе. Италијански автобусот. Да си поварам јас сенка на ГНВ шалтерите што се затворени, односно компанијата моја. Ова е кафичо или за јадење пише? Мислам дека онде беше. Креме ке шо пише. Ќе остам моторот тука под сенка па и да не, ау не можам да го пикнам од таа страна. Одам јас кон гейтот, во 6 ќе се отвора за Албанија. Ќе почекам, сато е сега веќе 5:30 да сменам место на чекање, па друго е. Имате психички чувство дека имате некаков напредок и ако немате баш, чекате и таму, чекате и тука. Дали ќе можем да поменувам дека рампи има спуштени за Албанија. To the gate with Albania. Thank you. Тука лево. Јас менувам локација. Мислам дека не беше тоа местото кај што требаше да чекам. Ова е ГНВ, пише ова е брод на ГНВ. Ова е, пошто не ми изгледаше познато спрема Лан, ист терминалот не ми изгледаше, иста портата, а ова буквално истото ми изгледа како Лани, кај што се качвавме, сега онде лево ќе треба. Само јас оидов прво ондеот и тој ми рече сум лево ми покаже, првиот пат ко помина. Јас мислев одма лево, ама некако сумливо изгледаше многу. И сега тука лево треба. Нема коли што чекат да се кача, што значи уште не е отворен гейтот. Што значи ке треба да си почека. А кај би било најдобро да го направам тоа? Односно да го извршам чекањето. Се паркирам тука. Колите почнаа да се редат. Додам и јас да се редам. 6:15 ги отворат портите по полека. Еве ги горе двата брода ГНВ и Вентурис што одат за Албанија. Иначе има и од Бриндиси до Валона тракти, тие се пократки, негде околу 5 часа се патува, да знаете. Само не знам, не ги ни проверив, тие не знам оти. Сигурен бев, за овие знам дека секој ден има од Бари до Драчи обратно и доста брзо поминавме.
Добро. И 8,5 конечно тргаме. Последните што дојде први легот. Прво камионите иначе ги товара и приколки. Пошто има многу само приколки товарат без камиона, да речем, без предниот дел. Signore e signori, buonasera e benvenuti a Welcome on board. We will more passengers. The service. Allora si mette la carta. Просто го брав. Кабина, значи ова види затворена кабина значи дека немате прозорец. Тие се најефтините. А со ГНВ наш имав джам, значи джамот беше вака круг толка, вака и матен беше цел со пареа, така да не е никаква загуба. А со тоа доаѓаме и до ова предпоследно патување од ова видео. Последното ќе биде на YouTube во четврток во 5 часот. Доколку ви се допадна, притиснете на дугмето лайк и доколку веќе немате, притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.